Ќе продолжиме со асфалтирање и санација на улиците во местата кои беа погодени со елементарната непогода. Во Инџиково, Ченто, Сингелич, Брњарци, Стајковци, Виниче, Црешево, Булачани и Смилковци. Планирано е да се асфалтираат 72 улици. Ќе се асфалтираат улици и во населбите Кирил Петрушевски, Маџари, Керамидница и Дризово. Ќе се продолжи со изградба на паркинзи во населбата Железара, Автокоманда, Триангла и Ченто. Во соработка со владата, планирано се започне со изградба на новото основно училиште Вера Јоцич во населбата Хиподром и изградба на нова детска градинка во населеното место Стајковци. Ќе продолжиме со изградба и на фекалните канализации во Трубарево, Јурумлери, Црешево, а ќе се започне со изградба на фекална канализација во населеното место Гоце Делчев, Смилковци и Колонија. Ќе продолжиме и оваа година со изградба на водовните мрежи во селата Булачани, Раштак, Брњарци, како и подобрување на водоснабдувањето во населбата Железара. Во соработка со владата на Република Македонија и градот Скопје се направи комплетна санација и асфалтирање на 55 улици во должина од 18 км. Се продолжи со изградба на фекалната канализација во населбата Ченто, Трубарево, Хиподром 2, а се започна со изградба на фекална канализација во населеното место Јурумлери. Се изгради атмосферска канализација во населбата Триангла. Се продолжи со изградба на водоводните мрежи во селото Раштак, Булачани, во Јурумлери, Хиподром 2, а комплетно се санираа по невремето водоводните мрежи во селата Брњарци и Страчинци. 24 милиони денари беа инвестирани во санација и реконструкција на сите основни училишта. Се работеше на санација и реконструкција на градинките. Комплетно се замени кровот во објектот Темјанушка, се направи доизградба и адаптација на две нови простории во објектот Сонце, а во соработка со СОС детското село, комплетно се реконструира ресурсниот центар за поддршка на деца и родители од социјалните ранливи семејства.